Добар ден. Ова е третиот ден од фестивалот Букстар, кој што се одржува за пети пат во организација на издавачката куќа Антолог од Скопје. Ова е третиот подкаст, замислен како слободен разговор на најразлични теми. Денешниот гостин е професорот Венко Андоновски. Мислам дека нема потреба од неговата биографија, затоа што неговото име кажува се. Го познаваме како еден од најнаградуваните, ако не и најнаградуван македонски романсиер, познат професор, теоретичар на литературата, драмски писател, кој што има започнато со поезија на самиот почеток, затоа за да не ги набројуваме сите оние работи, колумните кои што ги пишува, книжевните осврти. Кој е оној жанр, професоре, со кој што досега не сте седнале да го напишете? Дали воопшто постои некој таков предизвик за понатаму? Па, од она што е пишан збор, мислам дека се сум пробал. Не сум бил подеднакво успешен во сите тие жанрови. Стартував како критичар и како есеист, односно како поет. Меѓутоа, таа книга, поезија, некако падна во сенка на многу поубавите книги на мојата генерација. Славе Ѓорѓодимовски, например, пишуваше прекрасни поетски книги и јас некако се посветив на критика. А кон прозата се свртев подоцна, откако сватив дека фактички како критичар разбира многу работи, зашто некои книги се добри, зашто некои не, реков, па можеби би можел јас да пишувам проза. И некако во прозата се најдов, потоа дојде драмата, кој е навистина еден фасцинантен жанр. Јас и понатаму не се сметам себе си за драмски писател. Јас сум гостин во театарот, драго ми е што моите представи поминуваат добро, меѓутоа не сум по професија тоа, како што е да речем еден Дејан Дуговски или што беше Горан Стефановски и така натаму. Нема жанр во кој не сум се пробал, ама има еден жанр кој би сакал да го пробам. Од 18 годишна возраст јас имав огромна желба да свирам джез рок музика. И имав и гитара, и се обидував, тогаш некоја група правевме со Златко Видјански, со Мирослав Спасов, кој сега во Велика Британија професор по музика и така натаму. Па не е чудо на стари години, за да биде комедијата на животот комплетно, да се пробам и во тој жанр. Тоа не е чудо, затоа што од неодамна купив една гитара. Тоа е тоа што... Акустична или електрична? Електрична. За джез рок мора електрична. Акустична бара висок мајстор, а електричната покрива мали. Од прилика, кога сме разговарале на часовите како ваш поранешен студент, го знам вашето... Ја знам вашата книжевна лектира, а музичката која би била? Музичката е многу поширока, тоа се од Чарли Паркер наваму, луѓе Ведар и Пор, да речеме, тоа се гениалци. За жал тие полека заминуваат. Тука се Стенли Кларк, тука е Били Кобем, тука е од гитаристите Ален Холцворт, легенда, кој исто така почина пред некоја година, за жал. Алдин Биола, ги носевме тука на Скопски джез фестивал, тука, да, и така натаму, меѓутоа тоа е тоа, и огромна е таа колекција, ја чувам дома и си ја слушам со задоволство, и некако сум застанат во тоа време и мислам дека на сегашните генерации кои слушаат друга музика, многу добро би им дошло сега нешто така изворно македонско во тој стил. Како што исто мислам и за книжевност, дека многу добро е во сегашново време, брзо време, на визуелна перцепција, на невротична перцепција на нештото, на плитка перцепција, не е лошо да се враќа класиката и во книжевност. Така што мислам дека тоа е еден добар круг. Во една прилика, не можем да се сетам дали беше во една од вашите колумни или беше на часовите по теорија на литературата, рековте, на прашањето дали сте постмодернист. Кога рековте, не, каков постмодернизам, јас сум просветител, дека му треба на нашиот човек денеска, просветителски сапун и вода. Дали тоа
се однесува нели на оние, да речеме, запушени пори од нашата култура, на сето она кое што му недостасува, сиот оној кич со кој што сме обкружени, или пак на вистина веќе и елементарните правила на изразување и напишување ги немаме. Елементарната писменост или неграмотност наша. Вака, прво значи прво што сум сакал да кажам, веројатно на тој час или не знам на што било, кога велам дека не сум постмодернист, јас тоа го тврдам од дното на душа. Јас не би сакал да сум постмодернист, меѓутоа многумина мои колеги и колешки критичари ме убедуваат дека сум според поставките. Зошто не би сакал? Затоа што постмодерната во суштина е една антропоцентрична филозофија која го отфрла поимот на светото и на Бога. А јас почнав во книжевноста со раскази за светци, за фрески и гротески и така натаму. Папокот на светот е тема дали човек може да се надмине себе си или не може и така натаму и така натаму. И некако не се спојува идејата за исцицаност на литературата, потрошеност на литературата, со мојата идеја дека литературата е божествена творба и дека доаѓа на вистина од некој Божје зрно во човекот кој што тој треба да си го развива. Значи не сум од оние романтичари дошла музата и му издиктирала, меѓутоа има луѓе со Божје зрно и тие кои го развиваат, тие се успешни. А прашањето зошто велам просвета ни треба, а не постмодерна. Не можеме да скокаме фази во развој. Да речем, јас предам хрватска книжевност и денес баш има предавање. Хрватскиот литературен јазик е кодификуван точно 1830, нашиот е 1940 и колку, тоа се 100 и колку години, нека сметаат слушателите. Хрватскиот роман е во модерна смисла на зборот. Роден веќе во 60-тите години на 19-тиот век кај Авгушенова, ние го добивме 100 години подоцна со 952 со Славко Јарневски и со. Така што мислам дека ние не треба многу да се занесуваме со моди во уметноста и на нашиот народ му е потребна просвета. Сега јас нормално не се залагам таа просвета да биде роман дидактички кој што не знам ќе ги научи луѓето на некои елементарни работи, меѓутоа дека ние треба на вистина да се грижиме, да имаме во секој роман, во секој уметничко дело и една сознајна, не буквално на дидактичка, нели, проста, како би рекол, едукативна димензија. Тоа мора да имаме сознајни романи. После секој прочитан роман ние треба да научиме нешто за животот. И во таа смисла сум го кажал тоа. А инаку, оние празни експерименти на постмодерна и авангарда, и неоавангарда, и трансавангарда, и визуелна поезија, и синкретизам, тоа се моди кои поминуваат. Нам, навистина, ни треба една стабилна книжевност и јас го бранам тоа сега во овој момент изгледа конзервативно гледаш. А поезијата, да речеме, на таа славна генерација, трета генерација, таа, нели, барем така сме учеле ние, дека барем го следи колку толку текот на тоа што се правело во Европа во тоа време, во Америка, и дека конечно сме фатиле чекор со светот, иако биле бебешки чекори, може би, ама сепак е фатен чекор, дека за разлика од другото не е толку анахроно. Добро, не, поезијата не може прво да биде ни просветна, ни дидактичка, да се разбереме. Поезијата е самоцелна работа, таа е најблиску до музиката, според мене, и најблиску во врвот на уметностите. Прозата може. Прозата може да ве едуцира и да ви каже што е грев, како не треба да грешите и така. Поезијата не. Таа сјајна генерација наша поети покажа на вистина завидни резултати, меѓутоа најчудното нешто е што тие тоа не го правеа намерно. Значи, сега ние не можеме да кажеме дека Петре Андреевски ги читал француските надреалисти, кога Петре Андреевски немаше поим прво француски јазик и така. Тоа некако дојде природно.
И тоа е тоа божествено зрно за кое јас зборувам во литературата. Едноставно се јавија, Радован Павловски, Петре Андреевски, Владо Урочевич веќе беше писател под влијание на лектира странска, француска школа и така. Меѓутоа, овие не беа Радован и Петре. Тие едноставно од некој свој изворен гений го правеа тоа, читајќи во преводи светски писатели. И рекоа ние... Втора рака, секонд хенд. Апсолутно. Во преводи од српски главно доаѓаа во Југославија тие преводи. И рекоа, па и ние тоа можеме. Плюс тоа ги читаа српските писатели, еден Васко Попа, да речеме, така натаму. И така некако дојде до таа многу чудна, изворна, македонска, некоја авангарда во поезијата. И мене ми е драго што тоа се случи, тоа е неодминлив дел на нашата книжевност. А генерално постмодерната е некој, да речеме, во многу случаи литературен ќорсокак или сметате дека нема да најде на многу затворена врата и дека, предпоставувам, ќе метаморфозира, ќе мутира во нешто друго? Вака се, мислам, тоа постмодерна кога го користиме е многу нестабилно нешто. Јас би го споредил со зборот или со етикетата вино. Пие вино. Какво вино? Вино има црно, има со вакво буке, има такво, има 100 денарско, и така на. Постмодерната всушност не е некој не е стилска формација, не е тоа школа или правец кој што се јавил во 20 век. Па прво, античките трагедии се рецитат на грчките митови. Тоа веќе знак на постмодерна. Постмодерната е всушност универзално својство на литературата. А тоа е да се повикува на претходни текстови. Тоа, јас така ја сваќам постмодерната и повеќето теоретичари така ја сваќам. Меѓутоа, ова што се случува денес, еве вчера јас го представував романот Авијатичар на Водолазгин, кој што руската критика го ставува во постмодерна. За мене тоа има многу малку елементи на постмодерна, затоа што целиот втор дел е напишан во стилот на модерната, да речеме во стилот на романот на Фокнер Еза и Лей Даин, не знам како е преведен. Додека умира, или доклежах на самртие на српски, така е. Значи, една полифокална, повеќе гледни точки за еден ист настан и целиот втор дел е тоа и затоа е возбудлив тој роман. А сепак го ставаат во постмодерна, иако постапката е од Хенри Джеймс. Таа е модернистичка постапка, значи отворање на повеќе гледни точки за едно исто нешто. Постмодерната, значи што ние ја велиме постмодерна, повеќе се однесува на нашето доба, тоа е постмодерно доба. А дали е книжевноста постмодерна, тоа не би се согласил. Таа книжевност знае да биде и романтичарска, знае да биде и модернистичка, знае да биде дури и реалистичка. Еве овие млади сега ги гледам, се враќаат на неореализам и тоа суров неореализам, дури има и натурализам. Значи, сцени на сиромаштија, на глад, на сексуални перверзии, тоа е една диагностика на едно болно општество и тоа е книжевност, мислам, тоа си е најрегуларна книжевност, која не спаѓа во постмодерна, но ете тоа е тоа. Ве прашав затоа што се сеќавате, нели, кога бевте наш професор, се условно кажеме, не сме некоја генерација, ама не знам каква, ама нели мугри списанието на поезија и секогаш кога ќе навлеземе во некоја дискусија, секогаш некој од нас ако беше нападнат заради неговата песна, какви елементи имала, секогаш се повикуваше на таа карта. Постмодерна е и тука значи веќе таа проаѓа. Да. Секогаш тоа беше како некој вид на Джокер во рака да имаш. Некој те нападна литературно, постмодерна не ги разбираш ти постапките, лизгачки, знак, семантичност, полисемантичност и така натаму. Да. Но добро, мислам кога разговараме за уметноста, детски болести на литературата. Не, ама кога се разговара за уметноста мора да се разбере една работа. Има различни видови уметности. Сосема друго е дали е добра таа уметност од тој вид или не. Да речеме, јас можам да сакам блуз, а да не сакам джез, да речем. Меѓутоа и во блузот има добар блуз, иако или, не го сакам блузот, така? Ама го слушам и знам дека и таму има добар блуз и има блуз кој што е
фейк, кој што е некоја симулација и така натаму. Со книжевните правци е исто. Мене, например, поезијата на еден Цане Ризески, за кој што никој не слушнал денес, најверојатно и вие не знаете за него, тој е моја генерација, човекот работи на аеродром, беше иста генерација со Славе Ѓорѓедимовски, со мене, со Блаже Миневски, одевме заедно по кафани, ги бркавме овие наши великани во Јоле да ги чуеме, да не примат на маса Петре Андреевски, Гане Тодоровски, Антеп, да научиме нешто од нив, па да речеме од Анте, кога му рековме, кажете ни што е проблем со нашите песни, пишувавме песни, нели? И кога му рековме на Анте што е проблем, тој рече вака: деца, вие не разбирате една работа. Во песната ви премногу е малку. Јас се сеќавам, му дадов една песна во која имав интернационализм, па твојата трансценденција во моето постоење и така надале. Вика, премногу е малку во поезија, а малку е доволно во поезија. Че ние одевме таму да учиме од тие луѓе. Сакам да кажам, кога сето тоа ќе го спојам во една слика, значи што поминало низ мојот живот, јас сваќам дека има и ден денес добар романтизам, Цане Ризески. Мислам дека последната книга му е пред 7-8 години објавена. Ние воопшто не ја забележавме таа книга. Таа е подобра од песните на Воислав Илич. Романтизам во 21 век. И тоа е на некој начин постмодерн. Може да го ставите во постмодерн. Ти кажете, аха, рецитат прави на тој и тој. И ако не прави рецитат, човекот така пише. Сега гледам, има бран, значи, на млади писатели, посебно мои студенти ми даваат рекописи. Јас толку убав реализам неам читан, неореализам. Со социјална тематика, со немање леп тематика, со натурализам тематика, со убиства тематика. Она што Дејан Дуковски припаѓаше, како се викаше тој театар, In Your Face, кој вика, театар на крв, сперма и попсови и така над. Сето тоа е. И јас се трудам во секоја категорија. Тоа што е добро да го препознавам како добра уметност. А инаку самиот сум приврзаник на некоја чудна, многу чудна комбинација, и тоа пишувам јас. На мелодрама со некој, не знам, Борхесовско, Маркесовски, тако, хоризонт. Тоа ме поврзува со Умберто Еко, немам врска со Умберто Еко. Јас Умберто Еко го ценам како семиотичар. Кога излегува моите први раскази, покојниот Миодраг Друговац, прво што напише ова е Умберто Еко. А јас Умберто Еко немав прочитано ни еден роман од него тогаш. Сакам да кажам... Тоа повеќе критичарите за да си ја потенцираат лектирата, предпоставувам. Не, сакам да кажам дека ние само се лажеме дека живееме во време на постмодерна литература, ние живееме во постмодерно време или можеби веќе во постмодерно. А тоа што го викаме постмодерна книжевност, тоа е еден букет од најразлични стилови. Тоа е мојата перцепција на сегашната македонска книжевност. Околу тој рецепт, значи, како ваши студенти сме се прашували, дали најпрво го обмислувате крајот, па потоа започнувате приказната од самиот почеток? Дали се тоа некои фрагменти, одредени делови кои што подоцна се лепат многу совршено? Или пак се оди буквално, значи, од самиот почеток, па крајот неизвесен, дури и за самиот вас, како што е подоцна и за читателот? Кој е тој рецепт сега за ритуал, исто така некој посебен ритуал на пишување, да речеме, Муракамиот Сабајле првин трча, па пишува, Ден Браун со главата седи надоле за да му доаѓа крвта во главата, да не се навраќаме Шилер, дека пиел бокалчиња вино и си ги ладел нозете да не се опијани. Значи, дојдовме до процесот на пишување кај мене. Прво вака, ако не го знам крајот, не почнувам да работам. Јас пишувам од нас, не пишувам од напред. Не сум се осмелил да почнам роман, например со реченицата, таа стоеше на железничката станица и чекаше. Што понатаму? Тоа е едно страшно море на неизвестност. Еуген Гомбрингер, еден теоретичар на констелацијата, кажуваше дека човек е изгубен човек во моментот кога ќе му поставите една реченица и не знае понатаму.
Јас секогаш сум го имал крајот. Јас од вештица знаев дека една жена мора да биде запалена на клада и дека еден инквизитор мора да влета во тој оган метафоричен на љубовта, што е чист мелодрамски елемент. А ја мелодрамата многу не ја ценам, ама ја користам за моите романи. Значи, прво морам да го имам крајот. Второ, морам да знам што сакам да ви кажам со книгата. Значи, јас не пишувам книга како патување на кое тргнуваш, па кај ме носи патот, ќе одам и ќе видам оти по погрешните патишта има убави пейсажи. Вие можете и така да почнете, да си патувате. И ќе налетате на убави пасажи, ќе направите убави делови од романот. Јас сакав да покажам дека машката импотенција има запалено не знам колку милиони жени во Европа и дека таа машка импотенција се крие зад религиозна институција која што се вика инквизиција. Значи, зад една црква, зад една... Јас тоа сакав, и јас тоа многу јасно знаев пред да почнам да пишам. И го знаев крајот дека тие ќе завршат така, но знаев исто така дека паралелно ќе тераме на приказка од 20. век за писателот што го пишува романот и на него ќе му ја придружам таа, копијата на таа од запалената од средновековијата и дека на некој начин романот има два краја. Еден тажен, а еден со надеж дека еве во стварноста повторно се случува тоа. Значи не можам да пишувам, се чувствувам крајно, како да кажам, невротично ако почнам реченица, а не го знам крајот. Јас одназад пишувам. Второ, значи реков, морам да знам што сакам да ви кажам. И тоа да биде најпросто. Во две реченици што сакам да ви кажам. Сакам да ви кажам дека една обична машка импотенција се институционализирала во црква која ги прогонува жените под без никаков доказен материјал судени се жените дека општеле со ѓаволот. Само заради... Ама само по пријава на сопруг. Само по пријава на сопруг, без никаков доказен материјал. И тоа е очигледно криза на сексуалност. Во тој момент настанува криза на сексуалноста, затоа што додека има трет во бракот треба да сме среќни. Не е ѓаволот. Тоа е некој конкретен кој што ја спасува сексуалноста, нели? А сега вака во вештица тоа беше, мислам, да. А за ритуалите за пишување, значи една цигара на 5 страници или такви некои... Не, прво кога пишувам не пушам. Тоа сум познат. Ниту пијам, ниту пушам кога пишувам. Обично и пијам и пушам кога не работам ништо. И потоа тие што ме познаваат знаат дека тоа се мои периоди на неработа. Имаше период во кој што станував, па и не бев толку млад, јас има веќе 40 и нешто години и редовно се кондицирав, трчав покрај Вардар и така натаму, одев на атлетска гимнастика, нормално рекреативна, натаму, за да ми се отворат чакрите и да пишувам и така натаму. Меѓутоа, животот те учи на се и се што, се менуваат некои околности, така што јас сум навикнат да пишувам и во најидеални услови, после джогинг, да речеме, и туш, и да те остават 7 часа на мира, но навикнат сум и да пишувам на компјутер во кујна, додека готва, јас инаку готвам одлично, додека готвам и додека сармите се крчкат, да штракам на компјутерот и да пишувам. Едно време живеевме во многу мал стан со сопругата Валентина. Имаше периоди во кои немаше слободна соба. Децата ги освојуваа собите и светот. Јас знаев да се затворам во ВЦ, да го спуштам капакот од ВЦ школката и на него да пишувам. Па папакот на светот е полојна, така напишам. Браво. Така е. Новите генерации, како ги враќате на кај книгите? Зборувам не само тоа што е... Мислите на студентите? Да. Студентите, затоа што добро, ако е нешто за испит, нека се 5 пати по 300 страници, ќе мораат да се прочитаат. Но љубовта кон книгите, дали... Знам дека имате изјавено, се навистина, некои работи ми се онака апокривно, дали ми ги кажале другари, дали јас сум слушнал на телевизија или на предавање, дека дури и Ден Браун и таквата
литература кој што елитистите ја викаат како пет парачка криминалистичка проза, дека ако те навлече да ги научиш некои трикови на пишување, дека е сепак многу покорисно отколку да го ставиш пред свршен чин новиот читател и да му речеш или Достоевски или џабе читаш, немаш појма. Значи дека сепак мора да се помине низ некој турбофолк на литературата за да стигнеш до джезот на литературата. Не, добро. Вака сега, јас сваќам една работа. Со сила вајна не бидува. Мислам, не можете вие со сила да ги терате студентите да го читаат Достоевски, а да не го читаат Гиом Мисо. Јас за Гиом Мисо имам најниско мислење. Значи, сметам дека тоа се граничи со естрада. А меѓутоа тој е еден од најчитаните автори на светот и во Франција и се сеќавам кога бевме со Цветан Вражевирски кај Милан Кундера да му ја врачиме наградата, јас го прашав Милана, велам, се извинувам, кој тој Гиом Мисо, сите цел Париз е излепен со плакати, најчитаниот автор, и Милан рече, кој? И со тоа, кој ми објасни се, дека фактички во Франција е тоа расчистено. Тоа е естрада, а ова другото е книжевност, што го пишува Кундера и другите, мислам, не само Кундера, француски писатели важни и така натаму. Моите студенти се за жал, наклонети кон она што полесно се консумира. А и човекот е такво суштество. Секогаш го прави оно што му е полесно. Полесно е да го прочитате Гиом Мисо и кој ќе ги наредите неговите наслови, јас се шегував ако ги извадите на интернет на книгите, вие наредете ги насловите, добивате стихови од идеална турбо фолк српска песна. Волиш ли ме још, чекам те још увек, бруклинска девојка и така натаму. Значи, сега да кажам, кој ќе ги подредите, добивате тоа. Се, тие тоа го читаат. И јас пробав да им забранувам. Викам, ако видам уште еднаш, викам, рацете ќе ви ги искршам. Како тој им го реков, нормално, нели, се случува, ти понатаму уголтаат тоа. Но, вие сте во право тука, или ти си во право, како сакаш, подобро е и клише, подобро и турска серија, се изгледа, која има некоја порака, која има некоја смисла. Стилот, да го оставиме, стилот умре. Ова е време кога стилот умире, едноставно, и тоа е тоа. Подобро е и тоа, одошто ништо да не читаат. И мене многу повеќе ме плаши, дека доаѓа време кога ништо нема да читаат. Значи, дојдовме до тоа веќе со таа визуелна перцепција, книгите веднаш да ги правиме, најдобро е книгите веднаш да ги филмуваме. И да ги изгледаат како филм и готово завршена работа. Се што е работа? Работата е што кога јас гледам Ана Каренина филм, јас ја гледам глумицата што е избрана. И тоа е Ана Каренина. А кога ја читам, јас морам да ја замислам. Па да ја поврзам со некоја моја прва љубов, со некоја моја другарка, па такви очи имала, па такви. Значи, гревота е што губиме од развивање на таа фантазија, на тој мисловен процес, меѓутоа мораме да се помириме со фактот дека дојде време кога за книжевност се прогласуваат наистина лесни бестселери и кој има Божјо зрно ќе го чита Достоевски. Кој нема ќе си го чита Гиом Мисо. И јас не гледам тука ни никаков проблем. Може би и подобро да се селектираме и да знаеме 80% од читателите се по бестселер, ала Гиом Мисо, 20% се вистински читатели. Јас и како писател не сакам сите да ме читаат. Тоа би било страшно. Мора да има некоја селекција. Ама тоа би било страшно ако сите ме читаат. Не треба да сум добар за сите. Станете поп. Ама тогаш сум добар и за оние што јас не ги ценам. Мислам, не, апсолутно. Така што јас не гледам во тоа голем проблем. Проблемот е на глобално ниво. Се направи и од книжевноста, за жал, една индустрија. Агентите ви кажуваат што да пишувате. Јас сум имал такви искуства. Јас не сум ги прифатил тие рецепти. Да ви наметнуваат таргет група, напиши сега малце да има. Не само таргет група, еден германски агент мене вака теми ми пропише. Значи, сатанизација на Балкан, на Руси, на Срби,
на ова се шверцуваат органи, вели и германската полиција ги фаќа. И германската полиција ги фаќа, значи неговата полиција. Вика, напиши го, тоа стануваш бестселер, јас ке те пробијам и ќе имаш многу пари. Јас му рекол дека јас не работам по нарачка, дека тоа сум го правил само во основно училиште на зададена тема, на писмена задача да пишувам и така натаму. На што тој ми врати многу коректно. Рече, па тогаш пишувајте си тоа, но не барајте да бидете светски познат писател и богат. И богат писател. Значи класичниот рецепт. Добар американец, руски мафијаш. И ова морам да ти го кажам, дури и жанрот ми го смени. Ми рече, не ми давајте роман на оваа тема, туку радиодрама. Јас многу се изненадив и кога потоа отвори, затоа што јас подоцна разбрав што ми кажува човекот. Кај германците е омилен жанр радиодрама. И затоа што тие патуваат на работа и многу често и во автобуси, и во превоз, и во своите возила слушаат радиодрами. Тоа се драматизирани светски романи, познати дела од светски писатели, не само од германски и така натаму. Подкастот е нешто слично. Па така, ама и јас се изненадив кога отворив на Ханс Магнус Енцесбергер, мојот омилен поет. За мене тој гений. Отворив, Ханс Магнус Енцесбергер има 3 пати повеќе напишано радиодрами за да заработи леп од книги поетски. Значи, сакам да кажам, тоа е занат за преку ден. Така е. А на каде оди македонистиката? Уф. Во една од вашите колумни рековте дека предлог е тие што студираат македонски јазик и македонска литература да видат како под капата на... Заштитени како македонски рис, да, кој е во изумирање. Не знам ше колку двојки има од македонскиот рис. Тоа е најболното прашање. Значи, вака, македонистиката никогаш не била конкурентна со романистика, со англистика, со јас бев дека на тој факултет, во времето кога се изучуваа 24 јазици на тој факултет, и многу добро знам дека никогаш не била конкурентна, но никогаш и не била за подценување. Таа имаше половина од студентите што ги имаше англистика. Ако имаше англистика 90, македонистика имаше 45. Говорам за двете групи, и македонски јазик и македонска книжа. Сега ние немаме вкупно, не знам ни дали имаме 10 запишано оваа година, што е последица на општата политичка ситуација, која оди кон радикално негирање на македонското национално богатство, идентитет, култура и јазик. Значи, нормални држави. Јас се сеќавам Хрватите што направија под времето на Фрањо Туџман. Тоа сакам да кажам, кроатистиката. Па тие се паметни луѓе. Бидејќи и Хрватска се отци. И сега нема веќе јужнословенски книжевности, го нема тој блок. Тие ја заштитија кроатистиката со неколку лекс специјалис или специјални закони за изучување на хрватски јазик и книжевност. Јас не ги знам деталите. Меѓутоа знам од моите колеги дека ми тврде дека, значи, тоа добива специјален статус. Англистика нека си запише 200 луѓе и нека си наплати од тие 200 луѓе, нели? Партиципација, ово, нека зимаат. Ова, 5 мина ако запишат, професорите ги задржуваат истите плати, а тие луѓе им се гарантирани стипендии и идни работни места. Значи, јас предлагам во колумните веќе, досаден сум веќе 15 години наназад и под власта на ВМРО и сега, редовно пишувам и во интервју и кажувам, морате да им дадете добра причина на денешниве македонци да студираат македонистика. Во време на глобализација, во време на отворање на пазари, на работни места надвор, вие морате да кажете вака, оној што ќе запише македонистика, ќе добие стипендија од 500 евра месечно, а ако ги заврши студиите во рок од 4 години, со некој просек, да речеме, веднаш гарантирано вработување. Во министерство, не е важно каде, не мора да биде професор, не мора да биде, веднаш гарантирано вработување од државата. Само така ќе се штити македонскиот јазик. А има ли селекција за нив? Апсолутно, не може. може. Мора да има тестови, не може некој него примира на англиски, на француски. Не, па ние главно добиваме и такви студенти.
Знам Сега, дека со српски јазик беше така, мислам, немам ништо Меѓу против, нас, ама српски да се запишуваат, не го примиле никаде. Меѓу нас кажано ние такви студенти добиваме кои веќе добиле од некаде од биеница и сега доаѓаат на македонски затоа што се разбира дека ќе има приемен испит. Јас многу би сакал да имаме 5 студенти, како што имаме годинава. Толку имаме годинава. Ама врви. И од тие 5 утре да се гордее човек што ќе добие лектор, па ако искомбинираат уште со јазик, преведувач, професор, еден нека е, ама нека е добар. Значи, сакам да кажам, мора државата да ја стави македонистиката под лекс специалис. Инаку ништо не правиме. Не можеме ние да бидеме конкурентни со финки, со англистика, со италијанистика, нема шанс. Ама лекторите, да речеме, политиката на лекторатите наши и политиката на словенечките лекторати е многу различна. Тие се Апсолутно. Да, ние имавме многу лекторати по светот. Парадоксот е што под СФРЈ, во СФРЈ, под Тито, нели? Имавме многу повеќе лекторати по македонски јазик и одлично работеа од што се, кога сме независна држава Македонија. Јас не можам да сватам, значи, под број 1 ставка во буџетот, првите пари што ќе се изгледат од буџетот, мора да бидат за заштита на македонскиот јазик и книжевност и култура. А кај на сето тоа се остава на крај. Тоа што имаше многу шеги дека, да речеме, споменикот на Александар Македонски, дека на Букефал само долниот дел од телото, да не се изразам вулгарно, беше да отвори Знам. лекторати за двајца млади кои што се спремни да дадат се изсеш. Знам. А моите другари кои што се лектори, ги знаете, тие и ваши студенти, крпарат, сами копираат дискови, сами... Па сега бев кај Златко Панзов во Будимпешта, ми се промовираше романот. Јас се изненадив, тој ми вели имам 250 евра дека додаток за лектор. И шо преживам со тие пари? Па пола ги дам на копии за да ископирам, за да можем настава да... Тоа е страшно. Човек треба апсолутно, значи, да се замисли што се случува со нашиот однос кон нашиот собствен јазик. Политичарите мора да издвојат, повторувам, први пари од буџетот да бидат за македонски јазик и за македонска книжевност и култура. А после за се друго. И за нивни дневници, и за евроинтеграција, и за... Паметна држава си го штити она што изумира, а ние тоа не го правиме. Со панмакедонизацијата, со квазимакедонизацијата, со сите оние, нели, проантички веќе митови. Да ви кажем искрено, мене од тоа ми е преку глава. Значи, јас и во времето на ВМРО, секојаш сум се трудил, фактички, да работам под секоја влада и животот ми помина во промена на една влада. Десна, лева, десна, лева, десна, лева. На сите сум им давал идеи и на сите сум им помагал и сум го фалел она што е добро, но она што е лошо, не сум го поддржувал. Но, многу интересно, кога се смени власта, се заборава дека вие сте ја критикувале претходната власт. Се памти само дека сте работеле за неја. Јас работев на проектот 500 томови на светската книжевност на македонски јазик. Си постои записник во владата. Живи се и Митко Маџунков и Ташко Ширилов, и тука се тие, значи Ефтим Клетников што беа во таа комисија. Јас бев единствениот што му рече на премиерот, не 500, многу е, тоа е мегаломански проект. 100. Доволни се 100. Не ме послушаа, си има некоја владина стратегија, си отераа 500, јас работев за тоа. Кога се смени власта, сега СДСМ вели Венко беше соработник на бившиот режим. А забораваа дека има в колумни против лустрацијата. Дека има снимено ТВ материјал, во кој што велам дека спомениците и антиквизацијата е најголема глупост и израз на фрустрација кога треба да се надомести историја. Штом еден народ надоместува историја, нешто не е во ред со неговите, не со народот, со оние што го водат. Значи, огромни пари се... Дури имаше и шеги не само за долниот дел на конјот. Една од шегите и јас пласирам. Очигледно, велам, премиерот немал детска соба со оловни војничиња, со споменичиња, па сега направи од плоштадот тоа. Меѓутоа, тоа се страшни работи, но да не се лажеме, и сегашнава постана.
не послапува многу подобро по однос на чување на македонското, значи она што е на вистина наше национално културно богатство. Индиферентни се, едноставно се индиферентни, никако да не ги интересира. Повеќе мислев за она, да речеме, по ние кога се оди до толку наназад, што веќе дури се стигнува дека се македонци пред диносауруси, дека сонцето е македонско. Знаете, што тие работи, ако влезат во, да речеме, книга на некој кој што само напишал, ќе има 50 читатели, ќе му дојдат, ќе му целиваат рака, ќе подпише книги. Ако влезе во историска книга, тука е веќе проблем. Не дај Боже. Една од апликациите, извинете што ќе прекинам, една од апликациите за бугарската историја, бидејќи преведувам од бугарски, случајно разгледам различни извори. Во една од тие апликации за бугарска историја, ако некој ја даунлодира, пишува дека легендата вели дека еден од внуците на Ное, некој трет внук на Ное според неговите синови, нели, што останале после потопот, е прататкото на бугарите. Значи, тоа такво нешто, ако влезе во книга, ќе биде... Не, тоа се теми само за мене, значи, таквите теми се всушност предмет или на невропсихијатрија или на комедија. Значи, можете или да ги третирате како психијатриски случаи, и тоа не со амбулантна терапија, клинички да ги сместите таму кај треба. Се електрошокови. Не знам со што, си знаат психијатрите. А второто е комедија. Можете само да се смеете на тоа. Затоа што да се играте вие со тоа, па чекајте, луѓе 19-тиот век, векот на романтизмот, кој што ги донесе книгите за потеклото на германската нација, како се викаше авторот, не можам се да се сетам. Значи, сите народи во 19-тиот век тврде дека се најстар народ на светот. А тоа заврши во романтизмот. Тоа заврши до 1860. Сега сме 2000 и кој? Значи, ние не можеме. Сега ги враќаме тие прашања, што сме ние и како сме, кај беа до сега. Јас дури имам и драги и почитувани колеги, писатели. Ќе им простите на тоа што се поети па имаат имагинарна фантазија. Не можеш да ми докажеш се дека апостол Павле дошол во оваа Македонија. Не дошол тој во оваа Македонија. Јас во мојата монографија за Македонија велам Македонија е библиска земја. Ма тоа не е оваа Македонија. Тоа е библиска Македонија. Значи, но ние сме, не дај Боже тоа да фати историски корен и да се гради како историска кула. Тоа води кон фашизм. Нема кон што друго да води, затоа што сите од сега да го живееме период на Људевит Гај и на Апсолутно. Па тоа е 19-тиот век. Тоа е тоа. И за крај уште да ве прашам, дали е можно, еве во догледно време претпоставувам дека според ова што го рековте, не, во Македонија да се живее само од пишување книги. Значи зборувам, ајде, по некој гостување, ама да не мора човек да има day job, што би се рекол. Нема шанси. Да не се лажеме, нема шанси. Јас имам веќе 55 години, јас живеам од професура. Јас сум даскал. Значи, јас сум универзитетски даскал, од тоа живеам. Јас сум викенд писател, јас сум писател кој што пишува преку лето. Повеќето мои колеги или се новинари, па пишуваат, или нешто друго работат и така натаму. Мислам дека за тоа треба една, прво, здрава економија, ама не само здрава економија, треба и здрава свест дека некои луѓе кои имаат дарба, не само за пишување, и сликари, треба да ги оставите на мир. Да им дадете по рускиот систем зача и да ги пратите 3 месеца. И по синекура и ако напише роман да го тепате, нели? Да, сношти го рече тоа Халдора, една за гостите на дека ги плаќа државата писателите. Тие само треба во одредено време, да речеме на секој година, 2-3, сега не... Тоа е статус на професионален писател. Мислам дека словенците го воведоа и мојот пријател Жабот, Владо Жабот, е професионален писател и ми објаснуваше, вели, јас морам на 3 години или 4, не знам колку, да покажам, да покажам. Меѓутоа вели вака, ако немам, не прават проблем. Јас сум, значи, заштитен како професионален. Не, тој мора да даде нешто скица. Значи, не мора да се печати тоа и така натаму, нема да му ја скратат, но тоа е веќе работа на држава која има
средено сите работи. Како сме биле заедно во иста држава, Да. ако некојаш ми Епа, под сега. знак прашање. Па, тоа е тоа. За жал. Добро, професоре, значи ќе треба уште 10 вакви емисии за сите прашања што ги планирав, ама се надам дека ќе имаме повторна прилика. Вистинско задоволство е за мен, еве, како модератор на овој подкаст, а сигурно и за сите слушатели и кои што беа внатре и тие што ќе не слушаат на Да. во живо. Ви благодарам и се надевам Ти благодарам на тебе. повторна Ти благодарам. Ти благодарам тебе.